Така, значи ова истражување, како што истакна мојата колешка, ни покажа доволно показатели кои ние ги знаевме, но сега се ставени и аргументирано на хартија. Нормално е дека во зимските услови, кога доаѓа до екстремно загадување на воздухот надвор, дека ќе биде загаден и внатре, затоа што тоа што го дишеме надвор го внесуваме и внатре, и гардеробата која носат учениците од надвор ја внесуваат и внатре. Една од препораките беше да во училиштата се извадат јакните надвор од ученицата и веќе во некои помали училишта тоа го и направија, меѓутоа проблем не е кај што се со огромен број на ученици, како што е случајот со браќа Миладиновци, Крсте Мисирко, единствен феномен во државата во кој настави изvedуваат се уште во една училишна зграда, тука е проблем. Меѓутоа што се внесува до она за пресоблекување, учениците носат за настава по физичко и здравствено образование, меѓутоа тоа би било дополнително носење до дополнителна опрема и за време на наставата. За регулирање на проток на учениците, тоа веќе го имавме како мерка една кога беше пандемијата на COVID-19, кога многу не само училишта, туку институции и општо населението се научи на некои мерки кои веќе ги како да подзаборавивме, така да простор за дезинфекција нормално дека си постои, училиштата го обавуваат, а оние меки мерки кои што ги кажавте кај што може да се имплементираат веќе преземени, во дел од училиштата ќе изнадеднеме некој метод како и тоа да го спроведеме, затоа што тука станува збор за 2500 ученици кои треба да изнесат своја гардероба надвор од ученици. И уште едно прашање и препорака е воведување во поголемите училишта прочистувачи на воздух. Мислам дека гимназија за време на пандемијата нешто набави и преку општина Куманово. Сега дали ќе се размислува на тој поглед? Точно, значи средните училишта, дел од средните училишта и во економското исто така национални дели имаат, меѓутоа ти нормално дека ќе имаат затоа што имаат поголем дел за финансирање, поголеми блок дотации, кај нив не е проблемот за финансирање ние се основните училишта и наменските блок дотации, каде што сега за сега не сме во можност, меѓутоа како наменска блок дотација или она што значи донација од страна на министерството, нормално дека тоа може да се имплементира, меѓутоа пак ќе речам и тие филтри треба да се заменуваат и одржуваат, така да тоа не е толку едноставно за вакви големи простори. Впрочем, само во ова училиште има 45 училници плюс дополнителни простори и сега тие сите треба да бидат опремени, зборувам само за централното училиште браќа Миладиновци и Крсте Мисирко, што е проблем. Она што го најави министерството, а го поздравувам и јас, е за едносменско введување на едносменска настава во некои училишта веќе го введовме, во постапка сме за введување и за уште 3 училишта кои би можеле од септември месец да стартуваат во едносменска настава, но во училиште ниту во еден случај не може да се изведе едносменска настава.